Во Англија, веќе 12 години успешен живот и спортска кариера гради Димитар Мики Липич. Некогашен бореч на боречкиот клуб Балканец, државен репрезентативец со изворени резултати, но и личен карактер кој воодушевува. Липич е класичен пример на некогашен спортист од највисоко ниво. Дисциплиниран во секој поглед, омилен помеѓу сите генерации на борачи и човек со кој е задоволство да се испие кафе или чај. Липич никогаш не се оддалечи од борењето, па тоа не го стори ниту во Англија. На кој начин тој со свој омилен спорт е на островот? У моментот, мојата база, се наоѓа у Алсбери. Значи имам собствен клуб отворено таму, кај што се занимавам со деца, младинци па и возрастни. Борењето во Англија не е популарно, но Липич секојдневно се труди и веќе успева. Па, да бидам искрен, борењето во Англија не е традиционално и не е популарно, меѓутоа националните шампионати се доста актуелни сега. Борењето станува доста актуелно, доста тренери се тражат за борење за тоа што на клубовите веќе им требат боречки стручњаци, кои што ќе им го пренесат знаето не само за борење и за други боречки вештини. И за тоа сега тука оваа ерија мислам дека јас сум доста популарен како тренер, за тоа што многу малку тренери има слободен стил, олимписко борење. Колку е тешко во земјата на фудбалот да се спротне борењето? Па да бидам искрен, не е ни малку лесно. Борењето е многу тежок спорт. Треба многу се трудиме за да дојдеме до еден голем левел, да се направат големи резултати. Мислам дека на стартот беше тешко, меѓутоа полека постепено кога видат дека борењето стварно им помага, дека стварно им треба борење, веќе доста се развива. Можам да кажам дека исто иранците се навлезени у Лондон, има еден голем клуб таму и борењето станува се популарно и популарно тука. Неговите борачи упорно тренираат и веќе ги имаат првите резултати. Имам младенец до 20 години, за 2 години на 66 кила стана британски шампион. У малите категории имам деца што се борат од 10 до 14 години, имам таму англиски и британски шампиони веќе за 2-3 години веќе доста напреднаа. Работи се многу на техника, на флексибилност, гимнастика работаме многу. И сето тоа ни дава плод и резултат. Сепак, Липич веќе важи за еден од најценетите експерти и во ММА. Па точно така да ви кажам. Јас пред да отворам собствена база, да го отворам собствен клуб, ја работиш у неколку клубови кај што се точно ММА борците. Меѓутоа реши да се определа борењето малку е различно таму. Нема толку детали, не се поинтира како што се поинтира олимпиското борење слободен стил, меѓутоа е многу значајно борењето за УКФЕС. Значи, работи со неколку клубови, сега работам само со еден клуб, веќе ММА клуб, и мојот клуб се го држам на страна. Колку се задоволни од неговите инструкции и колку им помага да бидат успешни? Па јас би рекол не дека се само задоволни, туку се и презадоволни од мене, затоа што искуството мое што јас им го пренесувам, претходно не се имале некој такво искуство, затоа што јас би рекол дека тука биџиџито, тоа е џиу-џицуто тука е доста популарно во Англија и повеќето од нив се одиле на џиу-џицу, меѓутоа џиу-џицуто у стоечка позиција немат напади и одбрани добре, они се повеќе у партер позиција. Така да доста промени направи јас по клубовите тука. Доста нови работи им донесе од нашите школи, од источниот блок. Ние сме специјалисти за тоа. Тоа го знаат сите. И добро. Липич е учесник на голем број меѓународни надпревари и турнири, но за него некои борби остануваат најважни и најголеми. Од многу мали години, ќе бидам краток, нема многу да должам. Значи јас мојот прв турнир беше кога имав точно 9 години, значи. Тоа беше по Титовиот пат турнир за време на Југославија.
Тога стана прв пат државен првак на 30 кила и сето тоа некако ме повлече повеќе ми ги отвори вратите у борењето да може добро да напредувам у школите на Балканец, разбира се, со тренерите. Јас би извел Европското првенство у Финска, 7-то место, каде бев многу близко да земам медал, но малку и спортска среќа или несреќа, како сакате да го сванете, малку ме оддалечи од сето тоа, малку и суди. Тоа се спортски моменти, тоа се случува секаде. Голем печаток ми остави како млад спортист, 18 годишнак, македонскиот бисер, 92 година, кога го освоив и бев прогласен за најдобар борач на турнирот. Печаток голем имам до 16 година на светското првенство во Маđarска. Исто го освои 7-то место таму. Не би ги издвоил и моментите од Лига надпреварите, кога Балканец се надпреваруваше помеѓу кај нас во државата, значи како Лига надпревари, кои у моментот многу недостасуваат на македонското борење. Мислам дека тоа е едно и главната причина зашо борењето сега и не е и толку актуелно и младите некако не можеме да ги присобереме да направиме добри клубови и да има добри резултати. Спортската репутација, кој тој ја имаше во периодот на неговите најголеми успеси, му ја донесува и довербата да биде дел од личното обезбедување на тогашниот премиер Љупчо Георгиевски. Како се случи тоа? Па да, точно е тоа. Борењето не беше таков професионален спорт кај што ние ќе можеме да се финансираме само од борењето, така? И од тај аспект ја почнав да работам обезбедување по ноќни клубови, по некои ресторани, кафичи исто. Пане Веле, Бог да го прости покојниот, тој беше разбрал дека јас работам таму. Тој дојде, тој ми понуди позиција. Вика, тој ме замоли тога да дојдам со него, дека им треба луѓе за Скопје, за Љупчо Георгиевски, за обезбедување. И тоа на мене ми одговараше, па дури и на нив одговараше за тоа што ние беме чисти како срце и беме само спортисти, немавме никакво криминално досие позади нас. И сето тоа ми донесе на мене едно добро искуство, да ви кажам поштено. Добра работа пред се за млад човек, спортист посебно. По сето ова, што од животот научи Липич, кој пред неколку дена стана дедо и по што сака да остане запаметен кај неа? Точно е дека пред неколку дена званично, не само со бела брава, јас се смеам малку, и официјално стана дедо од синот Кристијан и од снаата Бојана. Значи, внуката Софија, нека е жива и здрава. Јас би порачал на сите млади, посебно на овие деца, да почнат да се занимаваат малку повеќе со спорт. Зошто го гледам сето тоа така? Затоа што спортот ни дава дисциплина. Спортот не мотивира, не доведува до искушение. Сето тоа те прави силен и цврст карактер. Преку спортот се отварат големи врати да стекнеш многу пријатели. Јас би рекол некои ше непријатели, меѓутоа повеќе се пријатели. Врски и контакти преку спортот. Можеш да просперираш, да се промовираш. И стварно е за мене било нешто незаборавно и затоа се уште веќе сам 41 година во борењето, значи. Што би порачал на сите? Да се почитуват, да се сакат, животот е краток, времето минува многу брзо, да се прават пријатели, не непријатели, да се подава рака еден на друг, секогаш. Тоа е моето мото. Липик и понатаму останува во Англија, но дилеми нема дека еден ден ќе се врати во Македонија. За него се е прашање на време. Па секако дека еден ден ќе се вратам во Македонија, тоа дефинитивно, да сме живи и здрави само.
може би ќе одземуше некое време, меѓутоа, знаете кога децата беа известно време тука со мене, но веќе децата се повлечеа доле во Македонија, а синот остана во Штип. Керка ми у моменту е на факултет во Словенија, архитектура, 2 година. И остануваме сами со женаме. Веројатно ќе бидеме уште некое време тука и полека, како времето минува, така и ние веројатно и ќе се повлечеме во Македонија. Македонија е убаво парче земја за живење, во секој случај. Ние имаме доста пријатели доле, имаме доста контакти, имаме и роднини. Секојаш доваѓаме зимо, лето да се видиме со нив и поминуваме убаво време доле. И сме сретни.